Економската тенденција и понатаму е неповолна за граѓаните. Животот станува се поскап бидејќи платите стојат во место, но цените постојано се движат нагоре. Во анализата на статистика се посочува дека просечно македонско семејство употребува дури околу 67,2% од својата потрошувачка за задоволување на основните потреби, како храна, облека, домување и покукнина. Поради инфлацијата, ќе се зголеми процентот на потрошувачката што мора да се одвојува за задоволување на основните потреби. Тоа треба да предизвика загриженост, но и да потикне промена на однесувањето. Освен ако не се дел од привилегираната елита, граѓаните треба да видат на што им бегаат парите, околу што имаат непотребни трошоци и повторно да се научат на максимално рационален пристап кон трошоците. Вели Здравко Савевски. Последниот податок на Сојузот на синдикати на Македонија за минималната синдикална кошница вели дека едно 4-члено семејство за основни потреби во месец јуни годинава му биле потребни 39.710 денари. Од нив 17.613 денари за храна и пијалоци, 11.801 денар за домување, 2.731 денар за хигиена, 3.498 за превоз, облека и обувки 2.210 денари, за култура 1.067 денари и за одржување на здравје 787 денари. Со една просечна нето плата во последните 5 години никогаш не се покривале трошоците од синдикалната кошница, што значи дека ако има само еден вработен во едно 4-члено семејство, не може ниту минимум да се прехрани, ниту пак да одржува неопходна хигиена со најевтините средства за замена во пресметка на синдикалната кошница. Податоците покажуваат дека во последните 4 години пари за да се наполни минималната животна кошница секогаш фалеле, но најмногу 8.179 денари биле помалку пред 4 години, за разлика од сега кога минималниот недостаток е 7.384 денари, вели статистиката на Државниот завод за статистика.